Македонската православна црква доби историска шанса на едно место за само 3 дена да разговара со представници на неколку влијателни сестрински православни цркви за прашањето што не е најмногу ја засега. Колку македонските архијареи ја искористија оваа можност што им ја пружи првата светска меѓурелигијска конференција ќе покаже времето. Но она што е важно, што е многу битно е дека православните цркви дојдоа во Охрид. Не сите како што се очекуваше, но сепак тие сакаат да разговараат и да најдат решение за деценискиот спор. Тоа што не ја признаваат МПЦ не значи и дека го игнорираат нејзиното постоење. Во следниве минути ќе ги слушнете ставовите на Руската и на Бугарската православна црква изнесени преку нејзините представници. Николај Балашов, име кое значи многу во руската црковна дипломатија, и митрополитот од Варна Кирил, еден од највлијателните бугарски владици и најсериозен кандидат за наследник на престолот на Трановската патриаршија. Неговата светост патриархот Алексеј неколку пати го понуди својот авторитет како посредништво во спорот меѓу црквите во Белград и во Скопје. Имате ли сознание зошто Српската православна црква одбива такво посредништво? Я не уверен, что в этом случае должна идти речь именно о посредничестве. Святейший патриарх Алексей говорил многократно, что Русская православная церковь готова оказать все возможное для нее содействие установлению такого диалога. Мы знаем, что в прошлом диалог между иерархами Сербской православной церкви и Македонской православной церкви уже имел место. И нельзя сказать, что он не приносил никакого успеха. Были достигнуты существенные шаги вперед в достижении согласия. Вот, начиная с того места, на котором остановились в прошлый раз, надо возобновлять диалог и продвигаться вперед. Русская православная церковь со своей стороны действительно готова оказать в этом все возможное для нее содействие, учитывая тот положительный опыт, который мы приобрели в выстраивании нашего взаимодействия, нашего диалога с Русской православной церковью за границей. Викендов во Охрид се испратија многу пораки за мир, диалог, разбирање. Навистина импресивни беа оние фотографии и снимки на кои вие и останалите представници на православните цркви братски се ракувате и поздравувате со архиереите на МПЦ. Но сето тоа откако ќе заминете ќе остане веројатно само во архивите на медиумите. Вие и утре и задутре официјално нема да сослужувате со Македонската православна црква. Зошто и за вас Македонската црква е надвор од православната екумена? Защото трябва да се решат първо всички тези въпроси и тогава вече да се пристъпи към общо съслужение. Има начин и мисля, че вече се постига съгласие все повече и повече, за да се реши този въпрос. И наистина не само да си пием кафето, а много по-важно е да се причастим от едната чаша с Христовата кръв и тяло. Това е единството на Светото православие. И аз се надявам, че в скоро време това ще стане. Не смятам, че представителите на другите православни църкви ще стоят с кръстени ръце. За обичниот лаик, що е проблем да речем ако вие сослужувате со македонскиот архиепископ? Защото не е решено решен статута на Македонската православна църква. И поради това не можем да се служим заедно, защото по принцип не трябва да правим нещо, което може да навреди на разрешаването на въпроса. Колкото понякога да изглежда добро. Трябва да се обмисли много добре всяка една стъпка. Може би трябва да дойде подходящото време, но ние не трябва да спираме да работим в това отношение. Ето, една крачка към това е тази конференция. Имавте, чинам, добра средба со премиерот Груевски и со членовите на Синодот на Македонската православна црква. Што е она што премиерот го побара од вас како решение на проблемот и што е она што вие можете да го понудите? Това, което може, той призова, каквото можем да помогнем за разрешаването на този въпрос. Но това е как да кажем, не съвсем формална среща, защото ние не сме упълномощени по такива въпроси. И не може нито да изразяваме някакво мнение. Мисля, че не е сериозно да говорим велики приказки, а след това да не стане нищо. По-добре да обмислим по-добре нещата, всеки в самата си църква. Разочарувачко беше неприсуството на Романската православна црква која важи за пријателски настроена кон МПЦ. За волја на вестината, викендов кога се одржуваше конференцијата во Охрид, романските владици имаа клучна синодска седница на која бираа нови владици. Сепак она што многумина ги изненади беше присуството на Српската православна црква. Еве го ставот на шабачкиот епископ Лаврентиј.
Ja mogu da vam kažem da episkopi Srpske pravoslavne crkve imaju najlepše mišljenje i ljubav prema narodu Makedonske crkve. Tu se bilo umešalo u mnogo čemu i politika, znate, u svoje vreme. Ali budite uvereni da hrišćanska ljubav postoji i sa jedne i sa druge strane. I ja se osjećam ovdje isto toliko toplo i lijepo i drago mi što vidim ove ljude kao da sam u mom Šapcu. Има дел од српските архиереи кои имаат тврди и радикални ставови во поглед на македонското црквено прашање. Čujte, ja ne znam da li ima to, samo možda ima nepoznavanja, niko nije bio, nismo se susretali. Rijetko ko dolazi da se susretnemo, da bolje upoznamo jedni druge i kroz to poznanstvo bi se više bližili. Гледате ли вие решение на тој деценијски спор? Pre svega ja gledam Boga kao pokrovitelja i On će nas zbližiti. Mi smo deca njegova, a mi treba da slušamo, da sledimo religiju.